Магиша Сена и за Симона Димковска. Здраво, Симона. Здраво. Како си? Супер, да ти кажам, многу ме израдува времево дека ќе имаме интервју надвор, бидејќи ми издосади на вистина и од маски, и од затворен простор. Се радував на пролета, се радував дека почнува театарската сезона за нас и така, баш доаѓам расположено. Се снимаме во бифето на Позади театар комедија. Ти си актерка во Велешки театар како многу скопски глумици кои што се актерки во Велешки театар. Па јас не сум скопска глумица, јас сум ти од си Куманово, кумановска да. глумица, Но живеам и работам во Скопје, сега работам веќе 2,5 години и во Велешкиот театар Джинат. Кажи ми како дојде Кумановката преку Скопје да оди во Велес? Тоа се случи, мислам дека многу случајно. Мојата колешка Талија, со која што завршивме 4 години факултет за драмска уметност, ми кажа дека има конкурс во Велешкиот театар да се пријавам. Јас тогаш бев невработена актерка, работев фриленс, независен театар претежно и добро викам, ајде, ама нема време, прати веднаш и така некако ме нафура, да кажам жаргонски. Ги пратив документите, отидов на кастингот на приемниот и се случи тоа што повеќето актери сакаат да им се случи кога се млади, да се вработат, да почнат својата кариера во институционално и да се развиваат потоа како актери во склоп на некој ансамбл. Симона, детството како ти беше поврзано со глумата? Детството воопшто мене не ми беше поврзано со глумата. Можеби потајно имало така изблици и обиди, но дури во средно, мислам дека во втора година, во Кумановскиот театар се работеше, се спремаше детска представа, имаше некој кастинг, не знам, ми текна да се пријавам, ме одбара, ја игра вештерката. Мојата прва улога е вештерката во Волшебникот од Оз и некако од тогаш си викав, па ова е интересно, ајде јас би пробала. И дојде матура и видов дека таа година нема приемни, значи не знаев дека секоја година нема. Таква разочарана, пишувам листа од 10 факултети кај да одам, се ме интересира бидејќи сум љубопитна, екстремно љубопитна, навистина многу работи ме интересираат и си правев такво еци-пеци-пец, да, и некако имаше избор од 3 факултети меѓу кои архитектурата испадна као ајде да се обидеме таму, ме примија таму 1 година, 2 години, 3, се супер. Полагам испити, се супер оди, ама некако нешто чувствуваш дека ти фали и ми пукна филмот. Во 3-та година викам на моите, јас ќе се обидам на оваа година на ФДУ да видам, навистина мислам дека нешто има што ме влече. Ако ме примат, окей, идам таму, ако не се враќам на архитектура, завршувам, станувам магистар архитект и воопшто нема да спомнам до крај на животот. Ама еве така едно црвче ме јадеше, ме примија и дома беа изненадени, као, а сега што ќе правиш? Па нели договорот беше да продолжам. И така, завршив архитектура, дипломирав, паралелно студирав глума и така некако испадна глумата да биде да натежне и... Значи, заврши архитектура? Па да, додека бев прва година, си го спремив дипломскиот испит на архитектура, си рековме чао и продолживме на ФДУ. Значи, најдобар архитект меѓу глумците, си така? Па најверојатно мислам дека нема никој комбинација направена од архитектура да отиде на глума и искрено пробувам да ги спојам сега во коронава минатата година почнав и сценографија да работам. Работев на неколку представи искрено и тоа ми стана интересно, така што гледам да сум повеќе димензионален актер, односно ми интересираат навистина повеќе работи и гледам дека можам да се најдам и како сценограф. Можам да се најдам и како кастинг директор, помагам и еве и за тоа кога се снимат некои видеа, така што ме интересира и продукција, ме интересира и режија, да, најверојатно и со тоа би се обидела понатака, ама сега за сега повеќе се насочуваме кон глумата. Симона, со тебе може да направиме еден месец со Симона интервјуа во Магиша Сена, затоа што имаш и тоа колку многу да раскажеш од се она што го прави. Доста интересни проекти во кои што сум била и така некако ме моделирале да мислам out of the box, значи да гледам да спојам повеќе работи во едно и тоа ме прави да ми биде интересно. Многу брзо ми издосадуваат работите, веројатно сакам повеќе работи во исто време и тоа е можеби понекогаш тешко кога се работат паралелно проекти и играш ваму една улога, играш таму друга улога и навистина сваќаш дека тоа не е воопшто лесно, дека актерскиот живот не е баш толку така, твоите емоции ги даваш, примаш од публиката, мораш ти да имаш еден период каде што
сето тоа ќе помине низ тебе, значи едно чистење, едно самување, така што јас сум комбинација на некој интроверт и екстроверт и многу сакам да сум со луѓе, многу сакам да си работам професијата, но сакам дел од денот да бидам исклучиво сама, дали тоа ќе биде читање, дали тоа ќе биде гледање на некој филм или серија, или ќе биде буквално седење со мачка дома и ништо не правење или вежбање јога. Многу ми е потребно за да можам да си ја вратам енергијата, веќе навистина се трошиме, ние даваме, актерите даваат пред се на своите партнери и на публиката. А ти издосадуваат дечковците? Не. Не, тука сум многу ригорозна околу тоа. Да, Тоа е и одбраниот и тој ќе биде. Еден е и тоа е, мисламе, веќе 10 години сме заедно и искрено не би можела да си замислам друг партнер покрај мене, затоа што тој е камерман и мислам дека доста добро ја сваќа нашата професија, иако е од другата страна. Мислам дека ја сваќа професијата и имам поддршка во однос на тоа, така што тоа е многу ретко да се најде. И мислам дека кога човек ќе најде таква сродна душа, дека треба да се грижи и секој ден да биде како првиот дејт. Кажи ми, која ти беше класата, со кои колеги бевте заедно? Јас завршив во класата на Мими Таневска 2015 година, заедно со Талија, што ја спомнав, што исто дел од ансамблот на Велешки театар, со Тони Денковски, тој е вработен тука во театар комедија и заедно со Поздрав до Тони, тука е. Поздрав, тука е на сите слики позади нас. Виктор Арсов, исто така он е дел од театар комедија. Другите колеги, имаме еден дел што не се тука, Андрија отиде во Германија, значи некои колеги не ја работат својата професија. За жал, имам други колеги кои што се во другите театри, не се вработени, но еве сепак се дел од репертоарот, ги викаат како хонорарни актери и тоа искрено ме радува бидејќи во оваа криза многу тешко се отвараат работни места, особено работни места во културата, така што колегите навистина се борат да бидат застапени на сцената и јас го поддржувам тоа. Има сега и иницијатива, мислам дека до Министерката за култура, аудиција сега, подпишана од 150 театарски работници, театарџи, кои што се невработени или се вработени на несоодветно место, така што го поздравам тоа и сметам дека секој театар треба да се погрижи новите генерации кои излегуваат од факултетот за драмски уметности на некој начин да ги вклучи, ако не преку вработување, преку вклучување хонорарно во проекти, бидејќи во секоја представа има потреба да се внесе нов дух, нова енергија и тоа најдобро се прави преку вклучување на млади актери. Меѓу првите професионални, можеби и прва да ти била, јас те памтам по Солун град на духови. Тоа беше такво едно освежување театарско, а и во многу интересен објект во Музеот на Холокаустот ве гледав, иако сменивте неколку локации со таа представа. Да, тоа беше мојата прва професионална представа. И беше одлична. И беше одлична, тоа е една... И ти беше одлична. Да, јас се чувствувам дека бев одлична, мислам дека таа представа би можеле онака дури кога ќе остареме по 50 години би можеле да ја одиграме, бидејќи толку ни е влезена под кожа, имавме преку 40 изведби на различни места во Музеот на Холокаустот, Дом на култура, гостувавме и надвор, мислам дека бевме во Сараево, добивме и награда таму, Златна пахулица за најдобра представа на фестивалот. Навистина уживавме затоа што публиката уживаше со нас. Имавме прекрасен процес со режисерот Слободан Унковски, тоа беше како да магистрирам и да дипломирам во исто време. Спремав дипломска на факултетот и ова на некој начин ми беше како магистерски труд. Бевме сите млади актери, 7 млади актери на сцена, немавме ништо освен столчиња и еден костим на нас. Буквално успеавме да живееме еден период од 400 години за кој што се зборува за Солун, како од самиот развој на градот до Втората светска војна, до Холокаустот и некако поминавме така како една бура на емоции заедно со публиката и ден денес кога ќе ме сретнат и колеги, и познаници, и луѓе што се влюбеници во театарот, леле, Солун град на духови, леле таа представа и кога ќе го кажат тоа, знам дека таа представа навистина оставила голем впечаток и многу ми е мило што мене уствари така ми започна кариерата, еве да кажам. И после продолжи и тоа трае и се редат нови представи, нови улоги. Пред 2 години, баш пред да пукне короната половина година, работев и на мојата монодрама Океанот, според текстот на Сара Кейн, Психоза 448, што ја обработува темата на клиничка депресија кај млади жени, заедно со млада режисерка Драгана Гунини, некако собрав една кумановска екипа кои буквално авторски се дадовме, комплетно авторски. Тоа не сум го гледал. За жал не сте го гледале затоа што имаше само
7-8 изведби, дојде короната, кинокултура за жал се затвори како простор, немаше можност да се реализира таков тип на театар за време на корона, не успеавме некако продукцијски да се снајдеме, но се надевам дека еве сега доаѓа нов бран и дека ќе успееме да ја вратиме представата. Мене тоа ми е исто така една од подрагите представи, улога во која што навистина јас лично се надминав како актер, да работиш монодрама, да работиш буквално сам со себе, веќе ти си самиот на себе партнери, учиш многу други работи кои што не си можел претходно да ги дознаеш, да ги осознаеш и беше навистина еве као докторат за мене, можам да кажам. Обично монодрамите ги спремаат веќе зрели актерки кои што имаат искуство позади себе години и години, по тогаш Требаше голема храброст искрено, но темата сама по себе некако се наметна во тој период. Имаше многу случаи на самоубиство на млади жени и бекграундот, позадината на тоа секогаш е најчесто е депресијата. И сакав да отворам таа тема, бидејќи театарот за мене е нешто што е едукативно и што треба да отвора теми за кои што не разговараме. И сметав дека тоа е задолжение мое како актер да се борам за такви теми да бидат поставени. Сега ако нема интерес во институционален театар за такви теми, се обидов во институционално да ја отворам темата и мислам дека исто така направив голем исчекор во однос на тоа. Многу сум горда на целиот тој проект и на целиот. Кога ќе не гледаат сега позрелата генерација, ќе викаат леле, фала Богу што има и вакви деца во Македонија, супер, зашто може искуството свое да го пренеси на младата генерација, позитивни, паметни, иницијативни деца, така зборуваат кога ќе не гледаат, да знаеш. Јас исто тоа го мислам за тебе, ти си навистина една ризница на работи кои што секој млад човек треба да ги прави и да биде успешен на свој начин. Освен театарот, ти си активна во многу полиња, што е тоа најмногу што ти се допаѓа после театарот? Ја спомнавме сценографијата, тоа ми е, да кажам, ново откриена љубов, но пред 4 години формирав Здружение на граѓани Културно ехо, со кое што работиме на започнување на иницијативи за напуштени објекти низ градот, не само во Скопје, туку и во државата, за нивна ревитализација, за културни намени, за млади, за се она што им треба на локалното население кое што живее во непосредна близина на тие објекти. Можам да спомнам неколку иницијативи, тоа е за фабриката Купром во Ѓорче, сакаме да се пренамени и во културен центар, односно студентски културен центар, бидејќи во непосредна близина се наоѓа и студентскиот дом, најголемиот студентски дом во државата и во градот, и некако логично доаѓа дека имаме потреба од некоја субкултура каде што ќе имаме и неформално образование, ќе имаме простор за млади каде што ќе создаваат и ќе може да го презентираат тоа што го создаваат како култура и уметност. Потоа тука е салата Партизан, позади Сити мол за луѓето што не знаат, тоа е исто еден значен објект кој е донација од француската амбасада после земјотресот. 15 години е руина и се обидовме да донираме архитектонски решенија спрема кои што Ти одма тука. Да, тука собрав тим, сработивме архитектонски решенија и потоа на одлука на влада се доделија средства да се ревитализира и од минатата недела започнуваат реконструкцијата на салата и мислам дека тоа е еден од првите објекти кои што официјално од иницијатива ќе видиме реализација на дело. Тука е и стариот културен дом во општина Газибаба, населба Ченто. Тоа е исто така страшен објект, страшно добар објект кој што 25 години не функционира, но се обидовме преку цртање на мурал да дадеме до знање дека еве постоиме тука. Од населбата нема културен дом, зошто да не се ангажираме да се ревитализира и да се обнови. И местната заедница во Тафталиџе, која што порано било културен дом, сега исто така напуштен објект, направивме една иницијатива заедно со АКТО, факултетот за работи што не се учат, исто така уште едно здружение, каде што ја ангажиравме локалната заедница на настан, каде што им објаснивме на мала историја за тој објект и се надеваме дека тоа понатаму ќе продолжи во серија настани, каде што еве ќе успееме до локалната власт да добиеме некаков одговор и некаков надеж да тој објект не биде оставен на забот на времето. Ете така, тоа се некои актуелни теми за кои што се залагаме како здружение. Симона, кој ти помага во здруженијето? Во здруженијето ми помагаат моите колеги, имаме и архитекти, имаме камера, имаме исто така преведувачи, имаме IT, значи повеќе млади луѓе од различни сектори кои што еве на свој начин допринесуваат за ова здружение да се залага за вакви битни значајни теми за нашиот град.
Атлантис. Сладки спомени. Витаминка. Велешки театар, да се вратиме повторно, твојот матичен театар. После пандемијата почнува да се буди, како сите останати театри во Македонија. Некако сега вие и хаотично имате многу од старите представи што сакате да ги вратите, па обиди да се направат, па можеби нешто ново, па имате некои поставувања на вечерна сцена и така да од сабајле до вечер, некако сето вие, да речем, работа и само работа. Искрено за нас и короната и не беше толку заспивање. Имаше почетен период кога сите не затече тоа непознатото, но се обидовме да направиме еден проект кој што беше, да кажам, експериментален, тој и таа, снимање по дома, дуо сцени кои што не се гледаш со партнерот, тоа беше интересно искуство да видиш, да пробаш нешто да направиш, а да не си во театар. Потоа веднаш започнавме со продукција на представи. Кажи ми, за кога правевте тој и таа, се слушавте на телефон, се смеевте за тоа како изгледа? Па искрено кога се видовме не беше многу чудно затоа што друг е принципот работа на театар, друг е принципот ако работиш филм на сет или некој видео, ова беше некој хибрид момент и некако мислам дека сите сватевме дека нас не треба театар. Значи ние не можеме да го завиваме театарот и да му ја менуваме формата, да го дигитализираме, тоа веќе не е театар. Значи сите после одредено време после година дена од пандемијата се сложивме дека ние театарот мора да го правиме за публиката, со публиката во еден заеднички простор каде што ќе си размениме енергија, емпатија и емоции. Така што веднаш почнавме в 2021 минатата година продукција на детска представа Шумска болница, потоа идеше 4 соби со Синиша Евтимов, тоа беше навистина многу интересен процес. Ја поканувам публиката да дојде, мислам дека следна крајот на овој месец ќе ја играме повторно. Исто така враќаме стари представи, Слуга на 4 господари, Слуга на двајца господари. 4 соби, гледате како се меша тоа бидејќи одеднаш ги враќаме представите кои не се играни и малку е тешко да се влезе во форма, но мислам дека публиката во Велес и како чекаше да се отвори театарот, така што имавме 2 полни сали до сега од почетокот на оваа сезона и мислам дека за нив ова е навистина големо доживување, дека навистина уживаат во представите и тоа не потикнува да работиме и да го дадеме она најдобро од себе затоа што на крајот публиката е таа за која што ние го работиме ова, не го работиме сами за себе. Симона, во 4 соби како е да се работи со Синиша Евтимов? Знаете дека тој е мајстор за сите душевни болести што ги спопаднаа луѓето за време на короната. Јас така му викам, ти си лек за коронава. Значи, ако некој може да ги излечи луѓето од корона, тоа си ти. Искрено, прв пат работам имав прилика да работам со Синиша, се надам не и последен пат дека повторно ќе сработуваме. И навистина беше многу олеснувачко искуство, во смисла не беше ништо напорно, напнато, нервози, воопшто ништо од тоа што се очекува во еден процес кој ќе дојде при крај барем, да има таква некоја тензија, ајде да не ништо од тоа, напротив, имав тотална слобода да работам на ликот. Сите мои предлози беа прифатени, се чудев онака со каква леснотија може да се создава театар и тоа за мене беше опозит на тоа до сега како сум работела, дека се мора да биде тешко, се мора да се дојде некако низ грдни маки до нешто, до тоа што го сакаме. Напротив, толку беше лесно, толку беше забавно, уживавме од првиот ден до последниот ден. Се тоа што беше кажано, се беше исполнето од негова страна. Тоа ти даде доверба да бидеш слободен и опуштен на сцена и публиката го препознава тоа. Значи, моменти да импровизираш, на секоја представа си дозволуваш тоа да биде во рамки или на тоа што е договорено, но имаш слобода да ја правиш представата цело време жива. Така што таа слобода која ќе ти ја даде режисер е најубавиот подарок. Лесно ја вративте на сцена? Да, неколку проби и веднаш онака се вративме во форма. Кажи ми, Симона, гледаш други представи од други театри? Имаш можност, сакаш? Вака, претежно гледам театар во Скопје, претежно гледам и институционален, значи независни театар, некако веројатно дека од таму ми се корените, 4 години го работев интензивно и некако прв избор ми е секогаш да гледам независен театар. Кога нема представа на независен театар, тогаш одам во МНТ, во драмски претежно, во детски театар исто така гледам, чисто да го посетувам, комедија исто така. Нема многу прилика во последниот период да патувам, иако сум работела и во Прилепски театар, и во Куманово, нема многу прилика да пратам што се случува и во театрите во Скопје.
Тоа ми е малку минус, признавам, но се надам дека овој период заедно со колеги ќе се организираме и ќе одиме заедно групно да гледаме представи, да си дадеме подршка едни на други, што мислам дека така растеме сите заедно како актери. Како беше во Прилепски театар? Супер глумци, супер се, освен услови за работа, катастрофални. Да, тоа е многу парадоксално што има толку прекрасен ансамбл, толку убава енергија, имавме добар текст, имавме добар режисер и тоа е нешто што забораваш каде работиш. Во такви моменти кога има супер енергија, кога сите сме тука собрани за една цел да направиме представа која што ќе ни значи на сите, забораваме колку е ладно, колку се лоши условите, колку кога ќе застанеш на одредено место на сцена, ти дува ветер, едно прамече на коса, ти се веи, си викаш што правам јас во моментот. Да, мислиш дека има вентилатор, да, тоа е го кажувам на комичен начин, затоа што не сакам да се пресетувам колку беше ладно уствари и навистина не држеше духот во тој момент и креативната енергија, но тоа не смее да биде правило, дека може да се создава театар и треба да се создава во нетеатарски услови. Напротив, баш сметам дека треба да им се даде на актерите, бидејќи заслужуваат да работат во основни театарски услови. Работат прекрасни представи и жално е публиката кога ќе дојде не може да доживее до крај до 100% таа магија. Исто така и акторот не може, затоа што ако му е ладно и се тресе и не може да каже текст, ако нема грење, за каков театар зборуваме тука? Зборуваме за представата Ајнштеновите соништа. Да, за Ајнштеновите соништа која работевме 2015 година и Со Слободан Унковски. Слободан Унковски исто така и беше навистина многу забавен, многу интересен, многу предизвикувачки процес како од роман да се драматизира и како една тема која што е Ајнштенови соништа, каде што се зборува за физика, за релативно за време, да ја доближиш до публиката, но мислам дека тоа беше успешно. Значи, ај во Прилеп што ви беше ладно и што умиравте од мраз. Така се погоди периодот и многу ладно. Него и кога дојдовте во Скопје на гостување во кинокултура и тогаш ладно, поладно, најладно беше. Мислам дека тогаш немаше соодветен систем за грејење се уште инсталирано во објектот и само си продолживте, ладното ви влезе во коски. Некако, да, јас се уште го чувствувам тоа и можеби затоа сум се уште изнооблечена. Имам една таква историја на ладни театри и не знам кој го имаше кажано, ова нема ништо полошо од ладен театар. И тоа е вистина, значи да, има и најдобра представа на целиот свет. Ако публиката се завиткува во јакни, во шалови и се тресе и не може да ја доживее до крај магијата, така што дефинитивно културата не е само да се креира програма, културата е да се способат објектите и условите за работа пред се, за да може да се овозможи таков услов да се создава театар за кој што сите сакаме и за кој што сите сонуваме и за кој што сите работиме. Многу ги лажат и прилепчани, и струмичани, сега ќе биде и турски театар, сега ќе биде. Куманово после, не знам, 50 години започнува реконструкција на театарот, што исто така жалосно, зашто 50 години воопшто немало никаква иницијатива и желба да се реконструира тој театар и таму работев една представа во 2018 година со режисерот Милош Андоновски, млад режисер, кој ја постави Физика на тагата на Георги Господинов романот. Тоа беше одлична драматизација, имавме преку 20 изведби и навистина беше жално во какви услови работиме. Тоа исто така е објект кој што заслужува и самиот ансамбл заслужува достоинствени услови за работа. Следно, значи што ќе се борише да се сменат тие објекти и да почнат во нормални. Моите иницијативи треба да се насочат и на театрите, изгледа. Да, не само на целосно напуштените објекти, објектите во кои се работи се исто така, да не кажам, ама мизерни услови за работа. Како ти е патувањето Скопје-Велес? Заедно со колегите успеваме да се организираме. Еве сега не чека моментално колешка за да тргнеме на проба, така што успеваме да се организираме, да отпатуваме, да имаме проба представа, да се вратиме назад. Така денеска имате и проба и представа? Не, вчера имавме и проба и представа, денеска имаме само проба, така што малку полесно ќе не биде, да. Петок, сабота, што правиш обично деновите кога луѓето млади се спремаат за излегување и се журкат, се забавуваат? Кај глумиците како е? Јас веројатно изгледувам од тој стереотип на актерка. Јас многу пратам музика и претежно гледам да отидам на некој концерт или жива свирка кога е сабота или недела, така што уживам во музика и за мене тоа е
можеби прва љубов, можам да кажам, врв на сите уметности. Потоа е театарот, но не сум музичар, не пеам за жал и сакам тоа да го надокнадам со одење на настани. Да. Кај тебе не се знае ништо. Да. Може ќе пропеам, кој знае. Може ќе пропееш, момче. Се шегувам, да. Така го поминам моето време, исклучиво гледам да сум надвор со друштво, да посетиме концерт, изложба, друга театарска представа, но исклучиво ми е избор на музика. Ете, ако треба да одберам музика, би рекол. И кажи ми за крај уште каде се гледаш во оној дел што не е театар, да речем, а е поврзан со глума, значи дали се работи за филм, дали се работи за серии, дали се работи за синхронизирање? Па искрено паралелно со театарот успевам од време на време да се одржам и пред камера, дали се тоа филмски проекти, дали е тоа на пример некоја реклама, некако од време на време се случуваат и такви проекти, така што еве можам да кажам дека најзначаен проект е филмот Исцелител, со кој што навистина мислам дека преку 50 фестивали помина, преку 20 награди и така некако ми е драг филмски проект кој што се надам дека ќе имам прилика да ми се повтори во некоја друга форма. Ти благодарам многу што ни беше дел од магична сцена. Се надевам дека сите овие твои планови ќе се реализираат. Ти си еден бесконечен океан кој што има толку многу идеи. Се надевам барем 99% нека ти се исполнат, па за тој 1% и да жалиш. И 30% да се остварат, јас мислам дека сосема ќе бидам задоволна, да. Ти посакувам успешна кариера, да се снимаме што е можно повеќе, да имаш многу улоги на филми, во театари, се. Нека биде како што треба. Многу ти благодарам, поздрав. Убав пат да имаш, Девелес. Благодарам.